Не се неосновани предупредувањата дека пензиите на идните пензионери од вториот пензиски столб ќе бидат пониски, поради фактот што 1/3 од средствата за пензиско осигурување се акумулираат токму таму, што притиска на ПИО, вели првиот човек на оваа институција Мемов. Тој вели дека не смее да се занемари дека има 3 милиарди евра на сметките на осигурениците од вториот столб. Мемов најавува реформи за да се заштитат. Една од клучните работи според него е промена на механизмите за инвестирање на средствата од вториот столб, кои сега се ограничени на 30%. Работиме на предлог мерки за реформи на пензискиот систем. Не само во вториот столб, туку и во мерки околу промена на методологијата на пресметка на пензиите, затоа што и тука сметаме дека има некои неусогласености, затоа што со текот на годините тие се надминати и така натаму, и сметаме дека со нашите предлози може да дојде до значителна стабилизација, финансиска стабилизација на фондот. Регулаторот МАПАС уверува дека граѓаните треба да бидат спокојни. Пензиите законски не треба да се под минималната плата. Веќе поднеле предлози кои се во владина процедура. Во моментов се во тек измените и законските измени за воведување за систем со повеќе инвестициски портфолија или така наречени мултифондови. Во моментот се измените во владина процедура, се чекаат мислења од релевантните институции, па се надевам дека во најбрзо време ќе бидат усвоени. Деновиве премиерот Мицкоски рече дека корисниците на вториот пензиски столб може да се изненадат од тоа колкави ќе бидат нивните пензии, а и гувернерот Славевски процени дека пензиите на 70 до 80% од осигурениците може да бидат пресметани под минималниот износ, па дел од нив мора да се префрлат во првиот столб или преку ПИО да се надоместува разликата.